Ти изгледа не си женен, бе, чим така веќе со се нервираш. Како да не се нервираш? Абе, цело време ми се жала, не ја носам никаде, не сум извел вамо, не сум... А веруј ми, Жими, тебе викам, но такмица ја носам. На аутопазарот несов намерно само да се одбере ламела за 8 март. И земав еднаш Бош пумпа, ми вика, ваа пиратска ти, вика, Бош ти е пумпата. Абе, на доктор, знаеш, и стално ја носам, и пак се жале, и вика, ајде го года време закажа, и 2 сата касне. Тоа ти е. Со кого збориш? Што со кого збориш, со кого збориш? 2 сата касни сега. Цело време кукаш се жалаш, не сум ти извел нигде. Еви, ти се каже, еви, да излеземе да вечераме и свече сум запалил, и атмосфера сум направил и се. Не ле срамота чува суртук сам да седам тука цело време. Доста. Што направи, па и ти више. Кај беше, Мури, кај беше? Го побив митот за машка доминација. Како? Го побив митот за машка доминација. Како не, како? Како? Дома у кујна ги сменив сите славини на чешмите и тоа без да пцујам, без да пијам 6 пива, без да јадам 10 кебапчиња со кромит и да се шетам 10 пати до продавница зашто не знам што дел да купам. Дај да ти се сневит. Дај бе ти едно пиво таму. Што е бе ти? Дај гледачи, ја чекам ја ова, да рече ке дојде. Се договоривме тука испод ораха да ја чекам, па оваа ораховина овдека ја мислам дека е това. Али ќе дојде ора, нема ја ни саат време не чекам. Сега ќе ме... Дечко! Извини, дечко, дали знаеш колку е саат? Знаеш колку е? Да, колку е саат? Батка, за 15 минути ќе биде 3. За 15 минути ќе биде 3. Абе, дечко, не те питав колку ќе биде за 15 минути, сега колку е сат ме интересира. Вака не можеш да се разбереш со никој, па не со женска ќе си фатиш. Не знаат со саат и да работат. Дечко! Саат да не имаш, дечко! Дечко! Шо преш бе, батка? Моќам. Добре бе. Кај се направи вака дрво? Како се направи толку камениш? Лошо друштво. Долго лошо друштво. Ај, лошо. Абе, ај немој со тие излитени мабити. Кој е лошо друштво? Жими, тебе ти како... Много лошо друштво. 5 души седиме на масла. Никој нече да пие цело шешер. Јас сам. Не е коректно тоа. Градов врие од наркомани, бе. И што да правиме? Ништо не правиме. Ви се дрогираат пред нос, што да правиме? Гледайте сега вамо да ви објаснам. Да знаете што е наркоман, како изгледа, што прават наркомани. Еве сега. Вчера баш малиот син ми покажа што прават наркомани. А од кај знае син ти? Гледаме некоја телевизија, вао да вие. Гледам некој документарец. А на која телевизија? Јас синојка баш гледав телевизија. Тоа са бајле у детски емисии дала вчера вече, школска програма. Ти си на работа са бајле од На кај. работа сум. Гледайте се вамо, гледај. Наркоман шо прави. Што по улици го прават више. Зима хартивче.
и зима марихуана. Значи, ја тура марихуаната и ја меша. Марихуана? И со шо ја мешаат? Со грас, они грас го викаат тој и ја мешаат марихуаната после. Зима, вака, тура, зима картонче, тоа е ми филтерот, од оваа страна го става, гледаш, и зима и ја мота и прави джоинт. Ово се вика, ако чуеш негде джоинт, тоа е, да знаеш, они прават, такви термини користат меѓу себе. И ја зима, вака, ја лижа, ја замотува тука све со филтерот, све, и зима врвот, го прави као шпиц, врвчето. И? И како се бодат у вена со ова после, стварно не ми е јасно. И што тури ти да Реал Челси? 2-1. Како два? Па Панчев те игра не си спевала тоа да направиш. Но знаеш, тој не е Панчев, Пандев. Па Патев да бисам да паде, па ти па да буква, многу ти беља. Ти тамо гледа бројките да ги погодиш, не ти се буквите баш ти. Тоа е кладионица со пари, се треба, ја како мислиш да се работи? Изволте. Извини, дечко, ајте молам ако сакаш себе ги супита и донеси ни топла. Ајте боли тоа дилетантизам и угостителство и се. Добро, зошо го врати човеков? Уште не сме ни ја пробале супата, од кај знаеш дека е ладна? Па ако беше жешка супата, немаше да може палецот унутра да го држи, да жешко. Ајде молим те и ти тоа, види дилетантизам тука, јас сум искусен угостителски потрошувач. Топла супа, видиш, лепота. И така болите се. Добро. Па, дечко, па добро бе ти, ја каква супа ти наручив на тебе? Пилешка, бе, батка. Пилешка? Па има негде пиле овдека, гледаш све да водичка е. Лоре, ти си бил у војска? Дали су бил у војска? Па гледаш, жене су бе толка и деца ја видиш, немој да ме вречеш тука, су били у војска. Па добро е, батко, у војска, кога ќе нарачаш војнички граф, треба војник да има у гравот. Бабе, кошари, бе. Види вака како ме нервира, а вчера наручив тука девојачка плескавица и 20 влакна имаше унутра од оние. Драги гледачи, сите сме сведоци каква гужва беше на денот за идеи на владата. Доваѓава граѓани, даваат идеи, тоа беше све супер. Меѓутоа, ја како ваш ексклузивен репортер не би бил ја ако не знам дека главните идеи за владата уствари се даваат на мала врата, а не као тамо на главниот влез. И затоа јас дојдов овдека, затоа што луѓето што се на мала врата се уствари тие луѓе кои што ќе ги дават правите идеи, и јас се во оваа прилика ексклузивно за вас ќе ви ги презентирам главните идеи на граѓаните. Види, ја имам идеја како најбезболно да се намалат трошоците у буџетот, односно буџетските трошоци, и тоа преку намалување на бројот на институциите у државата. Например, јас сум многу шетан човек, сум бил у Америка, да речеме. Америка на 300 милиона има влада. Ние 2 милиона се кучиња и ние влада. Не одговараве. Према бројот на жители, нашиот премиер е на ранг на председател на куќен совет у Њујорк, например, или у Истанбул. Така да, мислам дека влада као таква треба да се укине. Треба да си постои куќен совет, бе. Премиерот си е председател на куќен совет, ресорите, например, министер за финансии, тие благајникот у зграда, Министерство за транспорт и врски ќе туриме некои шофери, така кога ќе влезеш тамо те возат од канцеларија у канцеларија, и другите, така со ред. Мислам дека тоа е најадекватно, баш кај што тој председател на куќен совет ќе се комуницира со негово ниво луѓе. Например, ќе отиде со некој директор на стоковна куќа у Пекинг, си направат муабет, тоа е нивото. И башка ќе поднаучи тамо како се прави попис секој вече, пошто тамо 2 милиона има вработени у таа стоковна куќа. Ние 2 милиона овде 6 месеца не може да преброиме, разбираш. И исто така мислам дека името граѓани на Република Македонија треба да отпадне. Ако веќе се прифати мојот предлог нормално од влада да преиде у куќен совет,
граѓани треба да отпадне као назив, баш кај што нас целиот концепт ни е селјачки, бе батка. Селјачана се испунобутаа сега. И вака ќе се биде, нели, имаш куќен совет, имаш станари. Станари на Република Македонија. Убајни. И автоматски и подстанарите ќе се добијат свој статус. Мислам дека одлична идеја. Прекрасна идеја имам, прекрасна. Идејата се состои во тоа нешто што ќе се намалят пари не за здравство што се дават. Аби што кај кој има тоа на плави картони толка и ги клале. Мојата идеја е да се намалят то картончината плави од олка и тоцка и да се направат за 2/3 да тоцка да ја надат и со самото тоа нешто ќе се онадит и трошкоите ќе се намалат за 1/3, плавите картончина ќе бидат помали и со тоа што ќе останит може и марки да се прават. А сите знаеме оти едно марката коста са еврото. Еврото колку што беше една марка ако имаше некој 500 марки плата сега му коштат 500 евра, така да и тука ќе имаме автоматски дупли тјар што е тоа е едната идеја што се однесуваат за здравството што се однесуваат. И втората идеја тоа е исто со плавите картончина, како што е на база на фудбалон да речеме. Зашто да може у фудбалон некој кој ќе му дај два жолти картона, одма му следи црвен, ја тоа истото го предлагам и кај нас. Со 2 плави картони одма да се дават зелен картон за во Америка и автоматски тој што ќе добие државјанство американско, ние веќе нема што да му мислиме на тој пациент овде што е, нека му мислат американците. Тоа е многу добра идеја, вака и со жената ми дома ја дискутиравне и таа ми рече појди, премиерот е паметен човек и ќе те разберит. И јас искрено се надевам дека е така. Па на мене една од главните идеи што ми самото у главата, разбираш, уствари това е предлог, разбираш. Што мислам дека ако се прифати ќе биде многу корисно за целата македонска заедница, разбираш. Е това да јас предлагам, разбираш, значи се повеќе и повеќе да се користат перници што се напунени со сунгер или со памук, разбираш. А да се избацуваат полека од употреба тие перици што се пунат со перја и това со необработени перја. Това го кажувам од лично искуство, затоа што јас имах до скоро такви перници, навече колку ленш, ако не е обработено, например, перцето, това може да излезе низ перницата и тука ако легнеш на страна може да те боде на ушето или ако легнеш тука да те боде у окото, това воопште не е. Баш како со тие перници што се напунени со перја, например при семени расправи, разбираш кога има, ако те мане со таква перница малку повеќе боле, разбираш. Мислам од това треба да се прифати како идеја, разбираш. Така. Како што гледате, многу паметни идеи, граѓаните на Република Македонија се паметни луѓе, идеи колку сакаш, но заради интерес на времето ние мора денеска овде да прекинеме, со другите идеи ќе продолжиме веќе во утрешниот ден. Миле Паника за вашата телевизија. Како што ви обеќав вчера, денеска ќе продолжиме со презентација на идеите што граѓаните ги даваат до владата. Значи само да ве потсетам, големите идеи на владата се даваат на мала врата, а не тамо кај што се гужваат сите, затоа што овдека се селектираните најдобри идеи и да не должи многу, едноставно продолжуваме со идеите што граѓаните ќе му ги презентираат на премиерот и на министрите. Ја имам извонредна идеја. И сакам да му ја презентирам на премиеро и на министре што се надлежи. Например, да кажат тамо 2 збора, ако може вие другите, визите да ни ги укинат. Па шо бива оваа работа, не можеме да мрднеме тука. И тоа имам конкретна идеја како да ги укинат визите. За почеток може да ги укинеме границите, да нема граници. Како што нема да речеме тука што е граница кај Косово што немаме граница тука. И тука врват луѓе, разновидна стока, идеи врват и има размена. Сега не навлегувам ја дали е тоа идеја за голема Албанија или некоја друга. Битно да има идеи, да се дешава нешто, да се направат. И сега зошто тука само кон Косово да немаме граници, а вамо со грците и со србите, разбираш, и со кажи го со бугарите да имаме. Еми, нормално че се љутат грците и ние сме малку кабае тука сега. Таа работа да се испегла и тоа кога ќе ги укинеме границите и ќе видат сите оти сме ние тоа од еден убав пример и утре заутре и они ќе ги укинат границите и па ќе можеме као луѓе да патуваме натаму. Тоа ми е мојата идеја и мислам че ја прифане. На
мене многу ми се свиѓа што се вршува седници што има у седници што го даваат на телевизион како пренос све и што се превод што има адекватно и све. Само мојата идеја е ако може за време на паузи од тоа седниците па повеќе малку забавни мелодии да пуштаат. Сепак забавни мелодии си има све огромно значение, например што му вали на еден Драган Мјалковски, што му вали? Или што му вали на овој Нина Спирова, мислим, тоа фантастичен вокал и мислим дека овие млади генерации на тие паузи од седници треба повеќе на забавни мелодии да се стави акцентот како за едукација и за историја и све у забавата во Македонија. Па ја, уствари, имам две идеи. Првата е, мислам, не е за толку општо добро, можам да кажем дека се работи за, не крием, за личен интерес. Имам идеја, сакам на комшијата до мене имаме една нива тука, и сакам да му лапнам нивата. И мислам дека тука многу владата може да ми помогне, да го стават него барем 30 дена у притвор, јас тоа време ќе си околчам, ќе се изорам, ќе се ја садам, па после кога ќе имам ја мој расад у нивата, значи расадот мој нивата негова, па после ја на суд ќе се докажувам тоа дали е нивата моја или е негова. А друга идеја е, сакам да му предложам на премиерот лично, ако имам прилика, само не му ќе му кажам, и мислам дека тоа може да значи препорот преку ноќ за нашата држава. Значи, можеме да пркнеме одеднаш, што се вика, само со еден потех. Тоа значи, ќе му предложам само да смениме владата и ништо друго. Одма ќе пркнеме, тоа ти гарантирам за 24 сата. Драги гледачи, гледате колку паметни идеи, колку паметни глави во нашата држава. Меѓутоа, тоа е тоа, јас ви обеќавам дека со еден ден вака ништо не може да направиме, ви обеќавам дека ќе настојувам барем во нашата емисија да нема еден ден за идеи, туку барем 2-3 дена во неделата кај што ќе ви презентираме вакви идеи за прогрес на државата и то. Миле Паника за вашата телевизија. Ете, тоа беше хитот на денот, него ги имате можност да го слушате уште неколку пати во текот на денот. А сега еве што добивте информација, слободно можем да кажем дека е тоа вест на денот. Регулаторната комисија одлучи вечерва од 24 часот цената на нафтените деривати да претрпи промена. Според информацијата што ја добивме, ова промена доаѓа заради усупротивување на цената на бензинот и нафтата во нашата држава со цените што владеат на светската берза по барел. Здраво, кажи дечки. До даска, ајде. Го горе. Шо од вечер, слушам, нови цени ќе има од 12. О, од кај знаеш ти, бе? Ја од кај знам. Пуни, ајде. Ја од кај знам. Добро. Изволте. Ајде, шипај пекот. И пред да го завршиме овој блок информации, уште еднаш да ве потсетам дека од вечерва цената на бензинот, нафтата и другите нафтени деривати се намалува во просек за 42%. Добар ден. Здраво, Бутка. Повелете? Да, на раке. Ракиче, може. Сете, фајме. Види како држи твенец, види. Јас ке се напијам војца. Ајде се здравиши. Ај.
Чекај. Шо бе? Ај! Кој те нашминкал вака, море? Ниша бе, бат. Абе, како нишчо, шо ти е модрицава? Кажи, бе, кажи. Од кивање, кивнав. Бе, како можеш мудрица на око на откијање, море? Абе, батка, кивнав у еден плакар. Že da bi drugo bi pravi bede, dobar je, ne bi gi sluči brkovito, ja sad si gi slučam, bola drugo slučam. Šta si ti? Vrti slučam. Čekaj na nosu te fara. Ама добро, ти зашто не ги даваш на жените вода ти го правиш, што се тука... Че да би у брке би се беше, него остави тоа, ти видели лето бе, ти каже, таква суша беше, идеме, плажата се повлекло морето тамо, тоа гледам лисијата, тоа све суво, травата, тоа отишло у деповрат, ни плажа, ништо не беше, ноги да се изводи. Значи, ваква суша не се памти. Не се памти. Ти си млад, не памтиш, море. Добро. Ја кога беше 14 години, знаеш ли каква суша беше? Тоа беше невидено нешто, бе. Тоа... Абе, кравите, наместо млеко даваа млеко у прав. Мама не ги мазеше на себе, вак че ги затресе со тоа трсалото, вакво ти цело млеко у прав, че падне го собираме и вакво врече го. Уште имам у подромот по некоја врече. Оди мој услужи го гостин таму. Жити гостину. Живи гостинот. Батка, Тебе те викам. Как кажи, дечко? извинете, прашам, од кај се чизми, бе? Чизми, бе? Абе, баш тоа сакав да му кажам сега. Идам ја по кеј се шетам стално, знаеш? Да. Се шетам и гледам еден рибар тука, заспал со трската се, чизмиве до него. Гледам, викам, да не настине, бе, разбираш ти? Викам, дечко, не се буди. А така склупчен убаво, ко гледам, нема никој. Му ги тргнав панталоните и ко плеснав еднашка, не се буди. И ко плеснав 3-4 пути, нема никој, гледам, не се буди. И си викам, чизмиве ми се свиѓа, не разбираш, мој късмет било ги пробав тачни. И си отидов. И стварно, многу добра чизма. Гледа како има укус, како ги позна. Многу добра чизма да ти кажам. А зашто прашуваш? Не, онака те прашам, пошто многу се добри. Затоа. Пошто многу добро, знаеш како са ливени, како ми стојат, мислам. Види, со губа. Ја, се дојсно. Супер. Као ти тоа, бе? Кај те носам? Кај прабаба би. Па тоа е немогуче, бе. Богуче, бе, како не богуче? Снимаш? Ајде да препроба да се избрука, бе. Снимаме? Добар сум. Да не треба баш тата тешто. Снимаш ли? Снимам. Па што не ти свети тоа црвеното? Свети позади. Да.
Драги гледачи, за вашата телевизија, еве, ние ексклузивно не викнава овдека пред оваа институција, некоја ексклузивна вест само за нас што ќе треба да ја саопштат, ние као најболи репортери увек овдека за нашата телевизија, али еве, дребеме тука нешто наводно од владата многу важно требало да саопштат. И еве ние први дојдовме тука, дали нешто со Европа ли ќе биде, со НАТО ли, нешто ќе се дешава ли. Капавме и као репортери, вие као снимател, колеги, и ова. Еве го иде провод. Еве го иде. Добар ден. Добар ден. Па не викнавте овде за нашата телевизија дека сакате нешто ексклузивно да ни соопштите? Да ви соопштам дека рейтингот на премиерот е зголемен за 2,3% според последното мерење. Озбилно? Озбилно бе, батка, ја му го мерев лично. Сега му го измерив. А што си ти? Десна рука, бе. По функција Десна рука, бе, да. Ете, гледате ексклузивно. А сега што ќе правиш сега? А ништо, дремам. Дремам, да. Па ај молим ти ди купи ми бурек со јогурт зеби би од тамо. Добро, ќе ти дај пари. Па частите за рейтингот и вие нешто, не сега све со за пари, така сите знаат. Ете да ја гледачи покрај оваа убава вест што ни ја соопштива за растот на рейтингот, секој е нормално да се постави прашањето дали мерењето на рейтингот е изум на новите политички констелации во Република Македонија и пошироко во Европа и цело и во светот и во Америка, или тоа потекнува многу одамна со развој на маркетишките агенции каде што го береле рейтингот. Факт е дека денеска има многу тимот за пиар на владата и на другите влади во светот работат на тоа за да истакнат, прават истражување кој политичар каква популарност има и све това. Меѓутоа, дали е това така? Ние според нашите детални истражувања и со научни подкрепени сме убедени дека тоа постоело многу одамна и токму заради тоа, ве молам, ако сакате, за нашата телевизија, и токму заради тоа се ќе поразговараме со професорот археолог Цацко Коропишки од тамдешно време, кој што се занимава со овие археолошки, има точно, ме интересира дали мерењето на рейтингот на политичарите и воопшто на јавните личности датира од сега или имате сознание за тоа дека е од понатамошни времиња. Нали, јас во оваа пригода сакам да истакнам дека ово откритие е епохално историско откритие. Значи ние со ово докажуваме дека нали мерењето на рейтингот не потекнува од денешно време, не е денешна измислица, туку дека тоа потекнува можеби од камено доба. Еве тука имаме пример од дрвено доба, имаме таму пример од камено доба, па или би рекол од најубавото време на камено доба или така наречено керамидено доба, па лимено доба, па комбинирано картонско моторно доба и така натаму. И конечно сме во зрело доба. Да, ние конечно имаме тука доказ дека пред илјадници, можеби и милиони години, можеби пред нашата ера и дека се вршеле мерења, меѓутоа тогаш не се викало тоа мерење на рейтингот, меѓутоа тоа нали се викало, имало други методолошки пристапи и затоа се викало мерење на авторитетот. За што најконкретно се работи, сакам и да се регистрира и тука. Значи, зависно од методолошкиот пристап. Ние тука имаме најново откритие за мерење на рейтингот или тогаш се викало мерење на авторитетите. А може ли да ни кажете, пошто гледачите се нестрпливи, како точно, зашто точно се работи, како се мереле тие? Па да, видите, во овој случај нали ние имаме најконкретен пример за дрвено доба. Значи во тоа време се викало мерење на авторитетите. Секој си поседувал свој сопствен авторитет и тоа сето тоа се правило нали така јавно, така пред очите на јавноста, за да нема можности за никакви нели спекулации и слични други дејанија. Што се работело во случајот? Секој го вади својот авторитет и зависно од големината на авторитетот го истакнува, го вади тука на маса и многу е специфично да се каже дека во тоа време освен машката популација дека и жените биле многу заинтересирани за големината на авторитетот, што мислам дека со тек на време довело до тоа да они побараат да и они имаат право на глас. На глас. Во зависност од големината да. Значи исто што треба да се истакне. Се работело за решителни личности, за зрели личности кои што доаѓа тука свесно, самостојно, самоуверено, го вади авторитетот, удира на маса, така да со самото удирање и презентирање на маса остава таков трак да после може многу лесно, нели да се, тоа вашата камера веќе го регистрира, да се измери големината на авторитетот.
Јас сум чул таму е, значи тоа некој кој има поголем авторитет, па што викаат, ова е цврст орев за него. Точно тоа. Значи, зависно од големината и цврстината на авторитетот, кој ќе бапне со авторитетот и ореви кршеве. Мена тука е настаната таа покоја. Ја би ве замолил сега за една мало камерата тоа да го регистрира. Видите како се тоа работело. Значи, авторитетот се вади, се става тука, па другиот го презентира својот авторитет и зависно од должината, еве имаме 16, па 18, па 20, па 24, зависно од должината на авторитетот, нели, така и се пројавува интерес за одредената особа. Меѓутоа, што е најважно да се каже, нали, во ова што ние го откривме тука, има една многу голема заблуда и јас би сакал денешните политичари да го сватат ова многу сериозно. Многу голема заблуда во методолошкиот пристап во мерењето на авторитетот, нали? Еве што се случува сега? Ние го гледаме овој го мериме авторитетот, така? Меѓутоа, ние што дознавме? Дека ние всушност имаме погрешно толкување на сето ова. По сето ово што ние го имаме тука како графички приказ, излегува дека овој авторитет од 34 големина е најголем авторитет, што би се рекло во денешно време, 34 на 100 рейтинг, така? Меѓутоа, дојдете со време, би ме молел. Леле, драги гледачи, ваква ексклузивност не можевме да очекуваме. Најголемото откритие, би ја молел камера да регистрира. Дали ги гледате овие траги на човечки саштества? Значи, откривме со сигурност дека тука, сушност, од оваа страна се мери авторитетот. Така да, оној што навидом ние мислиме дека има авторитет од 34 и има најголем авторитет, сушност се работи за обратност. 80. Што фил, господин, зашо фил? Па во тоа време знаете ли вие колку имало цврсти и големи, ја би рекол, огромни, невидени авторитети? Бога би големи, гледате, драги гледачи, како со тек на еволутивниот развој на животот биче опаѓа авторитетот. Па, токму сакав сега јас оваа прилика да искористам, токму ова што го кажавте. И за јавноста, а посебно за нашите политичари, нали, да внимаваат во денешно време за методолошкиот пристап при мерењето на рейтинзите или авторитетите без разлика како ги речеме. Значи, многу е важно од која страна се врши мерењето, од која страна го мериш. Рейтингот. Да, или авторитет. Или авторитетот, да. Добро ли? Бе, ова не... А вие имате докази за оваа работа? Се молам, како па ова се е базирано на научна основа, на еден голем истражувачки рад, ова е работа. Ние со месеци работиме веќе. Уствари, ако вие мене на тоа не ми верувате, ние имаме тука луѓе што учествуваат денеска во реконструкција на самите овако, па еве разговарате со нив се молам. Па добро, во секој случај фала. Еве ги дечките што го береле авторитет. Добар ден, се извинувам. Ало, не можам сега да зборам, ќе ти сеам после. Намерење сум, ќе се чуем, ајде. Ти викам ја мереат 27. Мене 16. Се извинувам, се извинувам. Еве сега професорот ми рече јас да дадете вие бевте тие да реконструкцијата дастано што бевте. Сега треба да... Јас се извинјавам, стварно, извини што почекај, двајти надов бурек со месо. Добро, држи го сај кјути. Значи, професорот ни рече да ни кажете за нашата емисија колкави ви се ваши авторитетите. Мојот е 16. Добро? Мојот 27. Колку? 27. Батка, не забаве, па кај нас овзада најголемиот е 12. 12? Ха! Не ха, фи. Фи. Гледате, господинот беше по бурек, па не го слушна излагањето на професорот. Фи. Па професорот истакна, најважно е од која страна се мери, од напред или од позади на масата. Значи, од денешната емисија може да заклучиме две работи. Прво е тоа дека треба да се внимава од која страна се мери рейтингот и втора работа е, како што можевте да видите од младината, има луѓе со навистина голем авторитет, со голем рейтинг, меѓутоа не се бават со политика. Ете, тоа беше Биле Паника за вашата специјална емисија Рейтинг се тресе во ладна вода. И ти колку време си со деа?
Што ти е галева по тебе? 6 месеца. 6 месеца. Зашо? А ти шо? Па значи ти за озбил дојдеш, а? Па зозбила едам. Не, дека јас сум 4 месеца сама, али ти си запознат. Значи ти ме бараш со неа. Не, така. Што е, батка? Сида. Сида. Овој пред тоа идеше со неа. Стварно? Ајде тие што се дојдени за резултати да влезат. Господ Таплет. Шо кажа? Ништо бе, па ти ништо бе. А, за мене? Ништо, не. Сидаш, што? Пазите бе, бали, кај скачате, пазите бе и купујте од тоа да давлаки што се... Абе, не ми збори цело време, джаве збориш, не те слушам, ништо видиш, себа жицата, ништо. Не слушам. Батка, Господ здраве да ти даде. Да си жив и здрав. Сифилис, брат! Сифилис! Имало Господ! Шо вика? Драги гачи, на овој скеч ќе гледате да скечот се содржи за рекет. Рекетот е едно злонамерно чувство и работа е за луѓе кои не сака да работат, тие се мрзли, али сака да се обогатат. Затоа се употребува тој рекет кај нив. И затоа што, например, некој кој често си работи, ќе дое рекетарот, ќе му удри да ти шамара пиштали вамо тама и се обогатува. Тоа ти е рекетот. Затоа да не се злоупотребуваат ке тие работи, сите да си мислат што е тоа рекет. Рекетот е најопасна работа, болест. И затоа не завршуваат седејќи кај што треба. Завршуваат од други злонамерни работи, од другите служби, со добри намерни служби и работи. Ало, ево седам кафичов овде. Шо работа? Ништо жив човек немат, имат некои двајца мажишче се да тие тука нешто не сумњивтиви се нешто. Немат промет, еве, све загуба е. Шо добро. Немат, загуба. И ги зедоа концесиве, а немат приходи од кај за следнава година треба да се работат, да го чекам овој појачање да ми е тука. Што да кажем се, ако сме загуба, што да му правам, ево видат овој. Ај ќе ти сега малку подосна. Ајде. Кој си бе до сега ти? Батка, све пореметено бе оди, ненормално сум. Што ти бе добро што дојде? Овие двајца што се мажишчева, се пулят нешто, наваму гледат цело време, нешто ми се сомнителни. Кој се овие? Ама од кај да ги знам, ево ги гледаш тука, цело време нешто ми онаде тука, Да не? им дужиш пари нешто. Шо? С краја било бе, кај јас су чесен човек, какво пари должење бе. Виж, му прикажувам загуби овде, Си почнал да се коцкаш ти. с краја да бе, кај ме знаеш ти чесен човек, сум од ланска година зарња врлено, како она. Се немат, ништо се немат. Дали си ма керал на некој рибата од овие двајца? Каква риба бе, од риба ја саде наизарано што она Дечки, ние дојдовме по рекет. По рекет? Не му дај бе, каков рекет? Зашто рекет бе, дечки? Ни треба да играме девиско против Латвија. Така кажи, бе го. Ево ви појде рекет на двајцата и ајде, истајте се раде. И да дојдете утре и ќе ви дам и топче ќе ви дам. Имаме топче. Ам две да имате толку ви се руши, че ќе правите. Ај стајте се раде. Туга си, стига да су... Озма даш бе, па ти па, Ам ќе деца на треба да се играт нешто. Ќути душа ми со на тие. Батка, све пореметено, брат. Знаеш бе? Знаеш? Не ми се збори, што за сино ќе идам дома, отклучам, влагам,
Си земам чорапи, отварам плакарот, гол марш. Типа нешто ново ми кажам. Тоа е нормална работа, бе, што се... Што е бе нормално, па ја не сум женет, бе, батка. Не си? Па не сум. Ам што не се ожениш, све нормално ќе ти биде. Ова. Газдар, мислам ова е главниот проект. Ова ти е многу паметна инвестиција, мислам ја ти кажам нај од срце. Мислам дека оваа фабрика ќе ја направиме за 2 месеца. Добро, добро. И тука Така ја треба, Газдар има да се прават цевки челични, има да ја преплавиме цела Европа, ја ти кажам. Не само цевки, сега е тренд у Европа, двоцевки да се прават, А мислиш двоцевки. чифте? Чифте, има тука материјал за двоцевка, има да Да, биде... има погони, мислам, има. ќе правиме се што слушай, да не ти правам лице. Да. Вие грци ги имате најкапиталните инвестиции од Македонија. Да ти кажам мислам у Скопје. Мислам нај Не сум Македонија. Ние инвестираме у Поликастро, Килкис, Флорина. Добро е, сега у Кавадарци сме. Кавадарци. Разбирам, значи не е само Скопје, него и Кавадарци. Мислам, Десно давам, десно. Пази само да не падиш. Леви дай, леви. Работе, тење ноќе. У 3 смени, ова има да биде завршено у рекордно време. Сам твоја инвестиција, големи пари, тамара. Браво. Тука, пази тук се. Да ти имам цевката, да ти имам и худ. Не разбира диалект. Шо вика? Директорът Шо вика? Да му најме цевката. Шо ме гаеш ти, бе? Абе види, вика дека сака да има секс со Женам да цевката. ја начукам, ја цевката да ја начукам. И тие техничкиот шо... Каде тие техничкиот да го видам јас со вика? Те цевки И тука да стави после вика дека сака да има секс со другиот фош на колегата. Жена му да ја начукам и тоа Па вика дека сака да има секс со Ја мојата цевка да ја генералниот, начукам унатре. па со жена му на генералниот, Матер него јас. па со сестра му на Ако знам и тие таму. комерцијалниот, Шо гледаш ти, бе, като дойдам ти тебе таму? со жена му на главниот архитект. Да ти има цевката многу да И ни даде да... вика дека сака да има Што секс гледаш, ствари бе, со мајмун, цела еде? фабрика, со сите връб. Шо гледаш ти, бе? Шо вика? Знам и тебе таму ти го начукам. Вика дека си многу убав човек. Како се вика? Ова е Цацко. Евхаристо, Кирил Цацко. Евхаристо. Што рекол мојот колега од Америка, многу паметен, тој е Војн Батлер, и Селим Мей дед вика, бие си богат на кривија капата и гале да немаш. Тоа ви е на берзата да ја пратите и ја тие да си купувате. Тоа е најбитното, драги гледачи. И секогаш да си бидете горди. Затоа што мојот колега Војн Батлер не бил толку глуп и прост, извините вака што рекол, многу учен човек и пратил ги сите овие работи, и јас што ви кажам сега. И секој ќе ви помогам во животот, оно што вие го сакате и секој го сака, да ви кажам наискрено. Не се фалам пред вас, вие сте тие живо биче и јас сум истиот да се обогатите со берзата, кога е расне, кога се малува. Али мај месец ќе биде најбрикетиот месец за расне на берзата, затоа што и старите луѓе рекле, мајскиот дош е најголем берикет за се. Ја мислам дека толку имам и пак ќе се видиме зубово. Драги
гледачи, добар ден. Ете, повторно со вашиот ексклузивен репортер во ексклузивни нови работни репортажи победи. Имено сите сме сведоци како во избиратиот период со одлучна акција на Министерството за внатрешни работи во така наречената акција Збиско око беа лишени од слобода повеќе криминални структури кои што вршеа такви криминалистички дејанија и со право сега вие ексклузивно може да присуствувате тука во полициската станица каде што ќе се обидам да поразговара со високи структури од Министерството за надворешни работи за тоа што имам информација дека се спрема вториот дел од акцијата Збиско око. Сега ќе се пообидаме да поразговараме со структурите. Добар ден, ве молам ако сакате повелете. Само што најавив дека се планира вториот дел од акцијата Збиско око, па дали би сакале нешто повеќе во врска со акцијата? Слушай, ќе ви кажам, ама може да го пуштите овој кој ќе заврши акцијата, па ќе дискретна полиција. Господине, јас сум човек од доверба на Министерството, не случајно мене ми дадовте вакви информации да Има втор дел акцијата, има, значи, првиот дел се вика Збиско око, а вториот дел на акцијата се вика Магарешки стап. Добро, ексклузивно, значи за Магарешки стап. Магарешки стап, значи сите активности во акцијата Магарешки стап ќе бидат во склад со законските регулативи и со уставот на Република Македонија. Добро. Значи сега би можеле да проследиме дел од акцијата за Магарешки стап, да видиме како се постапува. Да заврши прво. Да. Молим се. Да проследиме дел од акцијата. Добро, господине, па вие овде имавме прилика да видиме како вашите структури удираат по Самарот. Нормално. Па добро, па каде е Магарето? Магарето си пасе на некоја ливада, бе, дечко. Па добро, де ми е јасно и за гледачите, зашто удирате по Самарот, а не по Магарето? Слушай, сега скоро читав една книга, роман некој си ми улета, што ја многу читам. Е ти кажам, у романот вика дека сите информации да ти се криеле у Самарот. Абе да не веруваш какви фори користате. И затоа дав налог уствари вака да се одвива акцијата, така дека кога ги прибереме сите информации од Самарот, многу полесно ќе го фатиме Магарето. За стапот? Па и за стапот мислам комплетно. Ете, гледате како само после оваа изјава и произлезе, гледате како после овие ексклузивни изјави самото произлезе името од кампањата, зошто уствари се викало Магарешки стап и зошто уствари е првиот дел Збиско око. Значи, Збиско око и Магарешки стап, тоа сигурно произлегува од македонската поговорка за збијата и за Магарето. Миле Паника за вашата телевизија и тоа. Драги гледачи, добар ден. Еве вашиот репортер повторно со ексклузивна и неверојатна репортажа историја. Имено, сите сме сведоци дека во Македонија постојат пун рейтинг школи за странски јазици, колку сакате има школи за грчки, за англиски, за руски, шпански, јапански, кинески, немачки и други белосветски јазици. Меѓутоа студенти има од секаков интерес, а денеска ексклузивноста наша се состои во тоа што ние сме во посета на првото училиште за македонски дијалекти. Многу интересна идеја и токму тоа нас не испровоцира денеска да дојдеме да го посетиме ова училиште и да поразговараме со еден од главните виновници на оваа школа. Така да денеска дојдете. Еве го, основоположникот на идејата и на школото за македонски дијалекти, професорот Тошо Малерот, па ве молам да ни кажете како дојдовте на идеја баш да отворите училиште за македонски дијалекти. Види, Батка, основната идеја за отварање на вакво училиште мене ми дојде од нашиот парламент. Како мислите од нашиот парламент? Батка. Па
Кога ги видиш што се дешава во парламентот, кога ги видиш тие седници, тамо некои пратеници, еден куп луѓе, со сати, со денови, сите нешто зборат и никако не може да се разбере, да ти кажам, јас една од главните причини сметам дека е непознавањето на нашите диалекти. И вие со отварање на ова школа практично сакате да кажете дека е потребно прво ние македонците да почнеме меѓу да се разбираме? Апсолутно. И тек после да видиме со странците како ќе се разбереме и они, мислам дека полесно и они нас ќе не разберат и ние нив. Да, и ќе знаеме каква порака. Добро, а може ли да ни кажете какви све диалекти се изучуваат во ваше Да ви училиште? кажем, релативно ново училиште, ние ги имаме, да речеме, поглавните диалекти, сега чекаме и некои нови професори да ни додат од некои други крајеви кои што уште не се стигнати, така да може да ви... Ки имаме ли ние прилика да видиме, еве, драги гледачи, еве, ќе сега ки имате прилика да присуствувате? Презентирам да видите дел од наставната програма наша на нашите катедри што се овде застапени. Нема. Ви благодарам. Одиме сега со презентација да неколку кратки инсерти од предавањата. Кавадаречкиот диалект слободно можеме да кажеме дека е еден од најзастапените диалекти што уопште постојат у светот. Зашто е доказ и вашата голема заинтересираност и вашето присуство еве на овој час по кавадаречки диалектизам. За разлика од другите диалекти, кои што се кајнат застапени со, да речеме, 2 часа дневно, кавадаречкиот е застапен со 2,4, што е многу значајна и многу огромна разлика. Мали не се заебаве. Слушайте се, вака да ви кажам неколку разлики. Како прво, морам да истакнам дека кавадаречкиот диалект може да биде предуслов за напредување на некој кариерата. Тоа е најотворено можам да ви кажам не е така, затоа што ако беше така, сега че имаше, да речеме, у политиката познати и неготинци, како што има познати кавдарчани у политичкиот живот, ама за жал тоа не е така. Друга работа што е многу битна, значи на кавдаречкиот диалект, значи е доведен и до степен на посебен јазик. Например, тие што научиле кавдаречки диалект, тие кои учат, например, странски јазик, ним нагласок од кавдаречки им остануе. Така да оние кои учат англиски, утре зборуваат англиски со кавдаречки диалект, што ние меѓу себе нормално си се разбираме. И јас сега ќе ви наведам неколку примери. Например, да одиме на глаголот падна. Глаголот падна, у неготино викат за падна, викат го гутна. А у кавадарци викат го кутна. Значи се работи за навидум една буква, бидејќи се работи за едначен по звучност, меѓутоа тука има разлик. Не се чачка таму, жом че ти акнаме едноглавата. Втор пример. Например, кога се работи за промена. Ако е вратта отворена, неготинци викат тушнија вратта да го тушна на мајките, кавдарчани викат тистија вратта да го тиснам на мајките. Значи, у случајот не се работи нити за глаголот, не се работи нити за вратта, нити за промета. Значи, битно е да биде особа од блиското обкружение, односно роднина, да биде сестра, мајка или било шо. Трета работа што треба да се истакне е следното. По шо се разликуваме ни? У неготино, например, викат неготинка, а за истата особа, ние у кавадарци викаме неготинка. Тоа е многу јасно. Дали ја сваќате разликата? Да. Така? Да. Многу ми е драго. Друг пример, а воедно и најбитен од сите примери, е тоа по што ние се разликуваме меѓу себе. Ние, например, неготинци ги разликуваме по тоа или се носат опинци, или ги разликуваме по суратот. Тоа би било толку за денеска, за домашно, како и прошлиот пат што имаме, значи ќе направите, ќе го најдеш од вас страна, ќе го најдеш од нас страна, ќе го најдеш од лево, ќе го најдеш од десно и после оно само со она дуе. Ето, драги гледачи, видовте како работи професорот со студентите по кавадаречкиот диалект. А зошто се извина баш одлучивте за кавадаречки диалект? Па, види батка, кавадаречкиот диалект е многу застапен. Како у политика, така у бизнис, а мислам дека главната поента зошто го убацивме меѓу првите е тоа што има многу еротика. Добро, одиме понатаму да проследиме други диалекти. Што значи, родовишката граматика е малку по-специфична од другите граматики, разбираш, затоа што родовишкиот јазик, разбираш, е малку по-мелодичен од другите јазици, разбираш. Сега ќе ви прикажам многу прост пример, разбираш. Пратите ме сега. Јас разбирам, разбираш. Ти разбираш, он, она, оно или това разбираш. Това е еднина. Само е множина, разбираш. Пратите ме.
Пиштам. Ние разбираме, разбираш. Вие разбирате, разбираш. И они разбират, разбираш. Значи, суштината е да се свате поентата, разбираш. Заради тая мелодия, што има радовишкиот език и радовишката граматика, може да се доведе до заблуда. Това не се учи на памет, това мора да се усете, разбираш. Така да тая заблуда може да се десе кај некој, што, например, не е бил разбрал, разбираш, и не е мислено, ти е бил разбрал, разбираш. Разбравате ли, разбираш? Како бе не разбравате, разбираш? Гледай сега, прати. Јас разбирам, разбираш. Ти разбираш, разбираш. Он, она, оно или това разбираш, разбираш. Ете интересно предавање и од радовишкиот професор Штазга. Како за радовишкиот дијалект се одлучивте? Па види, батка, Радовиш географски е у центарот на Источна Македонија. Малку е поспецифичен од другите, меѓутоа мислам дека кога ќе го разбереш радовишкиот, многу полесно ќе ги разбереш сите други у Источна Македонија. Многу е разбирлив. Да, беше интересно и самото предавање. Оди бе понатаму со курсевите за македонски дијалекти. Прво, скопјавишчана да се кабел езерово со лајца ке го исцркет. Што е овде карактеристично во оваа реченица? Кажи. Во оваа реченица по езерово може да се предпостави тоти се работит за Охридот се работат. Меѓутоа кога ќе се каже кабел, тука веќе се нема дилема оти се работит за Охрид. Браво. Второ, ако те фатам, ќе те операм. Тука што е карактеристично во оваа реченица? Кажи. Во оваа реченица карактеристично е операм. Тоа е типично охридски, тука е лесно. Одиме на оцена угостителско. Нема тренде. Може да нема тренде. Може да се деси во ресторан да нема тренде, ама немат, не може да се деси. Еве на мене, например, ми си има десано да нема тренде, тоа ми велам, ама т на крајот на немат, не смеј да го нема. Браво, така требите. Четврто, шо преше? Ништа 15. Тука шо е карактеристично? Тука е карактеристично шо праиш ре. Ништа 15? Градско е. Жаргон, диалект, градски, ништа 15. Петто. Многу љубам да веслам. Ало. Многу љубам да веслам. Не су достапен. Ами имат немано мрежа. Имат. Многу љубам да веслам. Ако те земам со весло повла, изеги на таблајде. Ти. Не, професоре, ми се нема батерија. Ајде, Билјана платно белеш. Билјана платно белеше или Ликвида кајче веслаше? Билјана. Билјана платно белеше. Билјана платно белеше на Охридсконо езеро. Оздола идет рибари белограѓани, а тај им рече... Добро. Шо си рибари во глата? Ајде бегај на место. И треба да учите малце море. Овај селскиот дијалект треба да го изфрлиме. Охрид е злато море, човече. Не е така, секој збор е алтан овде. И пишите. Да вистина интересен метод за учење на охридскиот дијалект. Сега се повторувам со прашањата, извинете, ама зошто охридски дијалект? Батка, охридскиот дијалект е еден од најбитните дијалекти во Македонија. Зошто? Затоа што Охрид е наш најголем туристички центар. И сите македонци одат тамо у лето. Така да мислам дека оваа катедра е многу битна да придонесе некако да се разберат охриѓаниве со остатокот на македонците што идат тамо преку лето и преку зима. Добро, драги гледачи, ни остана уште штипската дијалект школа, професорот по штипскиот дијалект, па кажете ли нешто за професорот, какви методи, како е професорот? За методите не би сакал да зборувам, затоа што сами ќе се уверите, меѓутоа сакам да кажам дека штипскиот професор, без омалуважување на другите професори, потекнува од најстарата македонска фамилија со најголема учителска традиција. И мислам дека тоа ќе видите дека неговиот методолошки пристап е малку по-различен од методолошките пристапи на другите катедри. Режија ве мола, прилогот? Значи, овака. Ја беше, ти беше, он беше. Јасно? Јасно. Ајде малку да помаме синтаксата. Ја јаде сендвич
со кубаса. Значи, јас јаде сендвич со кубаса. Што фали во оваа реченица? Во оваа реченица фали сенф. Значи, другиот пат кога ќе патам по сендвичи, гледајте да турите сенф, инаку тешко на вас. Драги гледачи, ги проследивте, дај развиените македонски дијалекти, меѓутоа гледате сами се прашањето просто само се наметнува, несомнено дека овие дијалекти се многу важни, меѓутоа мене, еве, јас од себе тргам некако мојата радозналост не ми дозволува да не ве прашам. А добро, зошто немате од другиве, например, зошто немате еден кубановски дијалект или да речеме тетовски дијалект, зошто сега за сега нема? Да ви кажем, на место ви е прашањето, кумановски професор чекаме да стигне секој момент. А со тетовскиот имаме еден мал проблем, затоа што стариот дијалект у Тетова веќе е у изумирање. И мислам дека тој за неколку години може да почне да се изучува као архаичен јазик, као латински, као старогрчки и така натаму, а од новите дијалекти што ги имаме на лагер, уште немаме добиена информација кој ќе биде официјален. Да, пошто имаш информација дека ќе биде втор официјален јазик тетовскиот. Така се збори некако, да. Добро, драги гледачи, професоре, ви благодарам, може да излезете таму од кадар. Драги гледачи, ете, повторно се оправда нашата ексклузивност на репортажата. Прилогот говори сам за себе. Тоа беше све. Биле паника за вашата телевизија.